Инфраструктурата најважна и за граѓаните и за општина Штип. Најмногу пари од буџетот до година ќе завршат за нови патишта. Приоритетни за општината кои треба да се финансираат со буџетски пари се трите важни сообраќајници во Штип. Се продолжува со изградбата на улица Вардарска, таа е предвидена да се реализира во 2016 околу 12 милиона денари. Исто така повторно во овој план на развој е вставена и улицата Вита Попјорданова, која што ќе се финансира во висина од 9 милиона денари за 2016 и спојот помеѓу улицата 25 мај и Мирче Ацев, тоа е горе кај Шердавамбаши, значи ќе ги спои овие две населби и е од големо значење за градот и комуникацијата на овие две населби кои се при крајот на градот. Онаму каде општината планира да асфалтира, претходно ќе влезат работници и машини на јавното предпријатие ИСАР. Ќе реконструираме водовод, канализација, атмосферска канализација на улицата Вардарска, горниот дел од Вардарска. Во населје ќе бидат комплетно уклучени сите домаќинства во канализационата мрежа која веќе е поставена. Ќе работиме во населба Балканска, онаму каде што остане уште малку куќи кои што не се приклучени во канализационата мрежа, ќе ја уклучиме. Приоритет на општината и на јавното предпријатие е ќе биде до последната куќа во населба Карароман ги вклучиме во канализационата мрежа. Освен за општината, инфраструктурата е најважна и за граѓаните. Па барањата на денешната јавна расправа за буџетот беа од оваа област. Се надеваме дека и оваа година сите споредни улички кои се дел од нашата урбана заедница ќе бидат направени, како и досегашното холтикултурно уредување во нашата урбана заедница. Мара Минанева треба да се поправи улицата, неколку други улички помали, мислам, во должина околу 20 метри, поставување на урбана опрема, клупи во долж улицата, мислам дека е на Лески, тротоари и така. А средства од локалниот буџет побара и невладиниот сектор. Последните неколку години не се доделуваат или многу малку се доделуваат средства до граѓанските здруженија, што е да речеме една полоша пракса во последните години. Значи прво и основно за да има квалитетен и стабилен граѓански сектор, истиот треба да прима средства од локалниот буџет. До година буџетот на општината е проектиран на околу 916 милиони денари или 9% повеќе во однос на претходната година. Основниот буџет изнесува 483 милиони денари, односно 21% повеќе од лани. Последниот збор за буџетот го имаат советниците, кои треба да го изгласаат на наредната седница на Совет на општината.